Лажните вести можат да повредат. Тие се најопасни кога во метата им се малолетни млади лица. Во такви ситуации можат да остават белег врз животот на луѓето, тие да бидат отфрлени и смејувани од средината, стигматизирани. Затоа е важно младите не само да ги препознаат лажните вести, туку и да не ги шират. Подкастот на Гораст Митревски со студентката Илијана Николовска, двајцата од Битола, содржи токму сведоштво за тоа како лажната вест може да обележи некого за цел живот. Снимене во рамки на проектот Младинска медиумска лабораторија, во која млади од Пелагонија во соработка со професионални новинари во улога на ментори ја обработуваат темата за медиумската писменост. Јас сум Гораст Митревски, ученик во гимназијата Јосип Броз Тито во Битола. Разговараме со Илијана Николовска, студентка на Филолошки факултет во Скопје, за штетата што може да ја предизвикаат лажните вести. Илијана, раскажи ни за твоето искуство. За време на моето образование во основно училиште се случи да се сподели една лажна вест која длабоко потресе една од ученичките. Имено се расшири вест дека е снимен компрометирачки материјал за неа, а таа имаше само 12 години. Девојчето ја онака беше затворено во себе и не се дружеше многу со учениците. Се појави едно видео кој се пренесуваше на социјалните мрежи, а некој од учениците си поигра, лажејки дека на видеото е токму тоа девојче. На него не се гледаше ликот, туку само црната коса, која поигра на случајноста, иста таква имаше и девојчето од училиштето. Веста се расшири како пожар, се споделуваше меѓу учениците, ја исмеваа сите и прикачуваа различни етикети. Дали тоа беше објавено и во медиумите? На социјалните медиуми некои дури има објавено дека ученичка од тоа и тоа училиште е снимена во компрометирачки материјал. А еден вестник објави вест за булинг, во кој беше напишано дека ученичка од Битола е малтретирана на школа, зашто се појавила во некое недолично видео. Тоа беше објавено токму во периодот кога сето ова се случуваше во училиштето. Па и ако не беше посочено со име и презиме, сите ја препознаа. Она што беше најстрашно беше новинарската констатација дека е малтретирана зашто е на видеото, ама таа не беше на видеото, тоа беше сосема некоја друга личност. Подоцна случајот родителите го пријавија во полиција и се утврди дека не е таа. Како се одрази врз девојчето? Лажната вест го уништи животот во тој период од основното образование. Извесно време и не доаѓаше на училиште, а надимаците кои ги даде средината и останаа додолго. Никогаш не стекна круг на другари и остана отфрлена до крајот на основното образование. Сметам дека и денес се ежи кога ќе се сети на тој период. Ете, затоа треба да се препознаваат лажните вести и да не се шират, бидејќи можат да уништат нечии животи. Илијана, ти благодарам. Ви благодарам и вам. Овој подкаст е продуциран во рамки на проектот Младинска медиумска лабораторија, кој го имплементира граѓанската организација Граѓански патеки во партнерство со здруженијата ИКТ Свет, Журналист, Од млади за млади, Младинска граѓанска асоциација и Еко Герила Преспа. Со цел едукација на младите критички да ги разберат медиумските содржини, продуциран е и видео курс за младинска писменост кој можете да го следите на веб платформата medialab.mk. На medialab.mk научи да размислуваш критички. Не дозволувај да бидеш манипулиран од лажни вести и дезинформации.